Да, така е, Јована, добро утро повтор пат. Тоа се темите кои што во ова второ линковско вклучување ќе ги офатиме од овде од брзата помош во живо, каде што со мене ова утро ќе биде раководителката на брзата помош, госпоѓа Анита Димовска. Госпоѓа Димовска, добро утро, благодарам што сте дел од Македонија на утро. Добро утро до вас, до вашите гледачи, посакувам убава наредна седмица. Така, во пресрет на новата наредна недела, прво прашање, колку интервенции имаше брзата помош во текот на изминатиот викенд и кои беа најчестите причини за нив? Изминатиот викенд помина релативно мирно, во просек околу 60 на интервенции на лице место, меѓутоа тоа не значи дека само 60 корисници наши се јавиле на телефоните 194 и 112. Бројката е минимум 3 пати повеќе, значи тоа се оние наши корисници кои што имаат ургентни состојби, се јавуваат на вистина за потребите на итна медицинска помош, каде што мора ургентно да се интервенира. И онакви состојби каде што се јавуваат корисниците за совет, за хронични пациенти и така натаму, каде што докторите може да дадат во секое време совет на корисниците. Инаку, реков дека релативно мирен викенд изминативе 2 дена, околу 60-тина, со тоа што можам да кажам дека видливо намалени се сообраќајните незгоди, кои што во минатата година ги имавме многу во поголема бројка. Ако кажам дека тоа сега е за време на викендот 3 сообраќајни незгоди, тоа порано беше во тек на една 12-часовна смена, значи бројката е намалена. Впечатливо е тоа што сообраќајните незгоди со повредени кои што се носат во установите за хоспитализација се повеќе во приградските населби. Предпоставувам дека тоа е на места каде што не функционира, каде што не се поставени камерите на Safe City. Инаку во градското подрачје видно се намалени, се почитува сообраќајните прописи и правила и имаме само една сообраќајна незгода со каде што е пациентот збринет на лице место. Значи без потреба од хоспитализација. Од останатите интервенции, тоа се морам да признам во тек на минатата смена, односно ноќта имаме повредени во физичка пресметка, потоа имаме по некој скршен колк на јавно место, слошување во ресторани, јавни објекти и така натаму. Како и да е, мирен викенд. Така, добра вест е секако констатацијата дека проектот Safe City очигледно дава резултати, имаме помалку повредени од сообраќајни незгоди. Каква е состојбата со бројот и типот на интервенции изминатиот период? Дали се бележи генерално, еве имаме мирен викенд, меѓутоа дали генерално бележиме зголемување на бројот и типот на интервенции во однос на претходните неколку недели и по кои основи најчесто се реагира? Да, во тек на работната недела, односно работните денови, имаме повеќе интервенции, за разлика од викендот, со тоа што градот е со повеќе фреквенција, повеќе раздвиженост, повеќе се на јавни места и од типот на повреди на јавно место, слошување и така натаму. Значи, фреквенцијата на интервенциите и бројот на интервенциите на лице место е многу поголем во тек на работната недела. Инаку имаме постојани јавувања, како што кажав, од нашите корисници, кои што бараат совети од докторите. Најчести симптоми овој период се фебрилните состојби, значи респираторните вирусни најчесто заболувања според симптоматологијата која што се кажува. Тоа го решаваат докторите со совети како да се среди една фебрилна состојба, даваат совети за упатување кон матичните лекари во тек на работните денови и така натаму. Хроничните болни се неизоставен дел од нашето секојдневие, значи тие се постојани наши корисници при влошување на нивната состојба, секако дека и се оди на лице место за да се даде терапија, ако секојдневната редовна терапија не помогне и имаме влошување на состојбите. Такви се најчесто кардиоваскуларните заболувања, односно пациенти со такви заболувања, со хроничните обструктивни белодробни заболувања и така натаму. Така, споменавте и само пациенти со респираторни заболувања, па ме интересира каква е состојбата оваа зима, односно дали имаме зголемен број на интервенции кај лица со здравствени проблеми предизвикани од загадениот воздух, меѓутоа вклучително и случаи поврзани со изложеност од чад од цигари.
Така, изложеноста, еве да почнеме од чадот со цигари, секако во затворен простор, дека е штетна не само за хроничните болни, односно оние кои што имаат лоша здравствена респираторна подлога, туку и за сите здрави луѓе, вклучувајќи ги најмногу децата. Значи, секако дека можеби акутно влошување на состојбата ќе немаме, меѓутоа онаа хронична изложеност на чадот од цигари доведува до кај малите деца пред се до заболување на респираторниот систем, кој што преминува во хронично и така натаму. Исто важи и за за оние кои што се возрастни, меѓутоа имаат лоша здравствена подлога. За загадениот воздух реагираат хроничните болни најчесто. Значи, ние точно знаеме кога, според временската состојба, отприлика какви интервенции ќе имаме. Имаме периоди со најчесто се явуваат со висок притисок, значи се зависи од атмосферскиот притисок. При појака загаденост секако дека имаме повеќе повици, затоа апелираме и колку што може да не се излегува од домовите. Меѓутоа, како и да е, сме тука за привлашување на состојбата да интервенираме. Господин Димовска, ви благодарам на овој разговор. Ви благодарам и вам, ви посакувам убав ден. Така, тоа беше разговорот со раководителката на брзата помош, Анита Димовска. Можевме да се информираме за бројот, меѓутоа и типот на интервенциите кои што брзата помош ги остварила во текот на изминатите 48 часа, меѓутоа и во изминатиот поголем период. На крај можевме да слушнеме и за ризиците од изложеноста на чадот од цигари, односно дека не само активните пушачи се оние кои што се подложни на ризици од респираторни заболувања, туку дека и пасивното вдишување на чад од цигара и тоа како може да биде опасно, а сето ова пак доаѓа во пресрет на новите законски измени кои што се во подготовка, односно во подготовка, во изработка е новиот закон за заштита од пушење. Според психолозите, според психијатрите, секако дека пушењето е тежок вид на психолошка и физичка зависност. Според нив се доведува прашање колку забраните и казните ќе можат да влијаат на тоа граѓаните да престанат со пушење, што е и главна цел на законот. Од друга страна пак угостителската комора, угостителските објекти се променуваат, се подготвуваат, за промени и бараат етапна фазна примена на овој закон.